Достоинствена откупна цена од 40 денари за килограм арпа и 80 денари за килограм бел ориз се барањата на оризопроизводителите во пресрет на жетвата на новата реколта. Тие овие основни барања ги истакнаа на денешниот протест во Блешево, каде со трактори го блокираа магистралниот пат со цел да го привлечат вниманието на власта да седне со нив и да преговара. Од 2017 година овие проблеми у континуитет се провлекуваат. Ние земјоделци буквално сме ставени во небрано. Поголема сиромаштија не е било. До сега имало, не знам, значи кој и турско, и бугарско, и српско, значи ваква мака земјоделци не се имале. Ке се довртам од следното. Кога дојдоа на власт, кажаат дека ќе направат интервентен откуп и дека 50% од оризот ќе биде откупен за стокови резерви. Ке и со тоа значи нема ништо. Оризот треба да се движе од 40 до 45 оризова тарпа, а белиот од 80 до 90 денари. Што значи тоа? Ние имаме производна цена од 38 денари. Плюс 30% треба да не останат пари за да можеме просто репродукција да направиме. Албанската реколта беше откупувана од 15 до 18 денари. Сега се откупува, значи моментално што ја нема, дали 10% има, од 22 до 25 денари. Со 25 денари, значи производната цена е дупло помала од откупната цена. И кој може да обстоја? Тоа е со чиницата, тоа е со тутунот, тоа е со гротето. Буквално целото земјоделие е во колапс. Срамота е ова. Оставени се луѓето на милост и немилост пред откупувачи, пред државата, пред извршители. Илјаници, мои колеги, другари од ова село го напуштија селото затоа што не може да најдат екзистенција од земјоделието. Ова село имаше 1000 и преку 1000 жители, денеска нема ни 500 жители. У моментот сега што оризо е смешна работа. Еден геврек, 1 кило ориз. Кој може да го издржи тоа, нека каже. Оризо е секојаш бил со комбинација со компиро и со било што 5:1. А сега е оризо најниската цена што има моментално е сега оризо. Друго, се се фалат со тие субвенции. Субвенциите се за нас како налижалка за едно дете. Субвенциите нека ги прекинат на нула, ali neka направат интензивен откуп на оризо и по реална цена. Оризопроизводителите добија подршка од незадоволни земјоделци од други дејности кои исто така имаат неисполнети ветувања од владата. Општа ситуацијата во Македонија во аграрот е катастрофална. Знаеме сите, не само во ова гранка, значи во сите гранки и во полјоделство, сточарство, значи кај да се завртеш секаде е катастрофа. Луѓето едноставно веќе се доведени на статус социјал, немат основни услови за преживување. Овде сакаме јавно да упатиме една порака до власта дека за македонски аграр е банкротир. Дефинитивно. Да упатиме порака и до граѓанството дека ние ќе бидеме гладна нација, ќе немаме храна да се прехраниме. 10% од површините не се обработуваат. Така да жално и страшно е што не очекува видно. Ние заеднички настапуваме сите здруженија во цела Македонија и мора да се помагаме, затоа што маката што ја имат оризарите, иста мака е наша. Зошто ли? Затоа што еве и ние од јануар бараме средба со министрот Љупчо Николовски, али тој до ден денеска бега, затоа што требаше да има средба винари, лозари и да договориме цена. Зошто ли? Затоа што сега ние произведуваме и нека сега што скапе трошковите, скапа водарина, скапа ѓубриво се, гроздето на кошта 14 динара производна цена, а фактички ние до ден денеска немаме заедничка средба. Според пресметките на земјоделците, производствената цена во која се вкалкулирани нафтата, вештачките ѓубрива, пестицидите и другите давачки, сега е далеку повисока од откупната, што за нив е работење со загуба без можност за опстанок. Затоа коментираат земјоделците, ако оваа држава сака храна, ќе мора да се сврти кон реалните потреби на земјоделството.